Делото за кое специјалното јавно обвинителство го гонеше екс-премиерот Никола Груевски, а судот го обвини, има и апсолутна и релативна застареност. На ова упатија адвокатите на обвинетите Груевски и Поповски повикувајќи се на кривичниот законник. Одбраната во процесот повеќе пати реагираше дека целиот случај е застарен, зашто приложи и докази. СЈ тврдеше дека Груевски го прекршил законот кога во телефонски разговор од февруари 2012 година на прашање на екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска дали ги видел проспектите и одговорил дека ги видел и дека најинтересно е тоа на М. Останатите два телефонски разговори на кои се повикаа специјалните обвинителки се од март и јули 2012 година. Но наспроти ова, членот 30 од кривичниот законник јасно вели дека за момент на дејствие за сторување на кривично дело се зема првото дејствие во случајот февруари 2012 година, кога Заев се уште ги немало објавено прислушуваните разговори, па така обвинителството и не можело да превземе нешто. Останатите разговори од март и јули може да се сметаат само за последица. Одбраната на Груевски укажуваше дека релативна застареност на гонењето настапува ако во рок од 3 години не се покрене никаков обвинителен процес. Во случајот, СЈ во тоа време не постоеше, а основното јавно обвинителство нема дејствија бидејќи и СДСМ не поднел пријава. СЈ и првостепениот суд се повикуваа на одредбата дека релативна застареност не може да има ако обвинетиот во меѓувреме сторил и други кривични дела, повикувајќи се на другите 4 предмети на СЈ кои се водат против Груевски. Но според познавачите, ниту едно од тие дела не е правосилно докажано, така што има чиста релативна застареност на гонењето. Од тука, според правните експерти, случајот Тенк има и апсолутна застареност, што произлегува и од фактот дека во период од 6 години од сторување на прекршокот немало правосилна судска одлука, рок кој според истиот член од кривичниот законник изминал уште во февруари оваа година. Инаку блиндираниот Мерцедес е најбезбедното возило кое го поседува Република Македонија. Автомобилот вреден 600.000 евра е единствен кој ги исполнува строгите критериуми за превоз на високи домашни функционери и странски дипломати. Овој владин Мерцедес кој Заев и СДСМ го критикуваа додека беа во опозиција, редовно го користат за потреби на високи странски, но и домашни функционери. Па така, во него се возеа генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, канцеларот на Република Австрија Себастијан Курц, германската канцеларка Ангела Меркел. Во него се вози и Зоран Заев. Во екот на изборната кампања Заев ветуваше дека скапиот автомобил ќе биде продаден, а парите од продажбата ќе се искористат за набавка на амбулантни возила за клиниките. Тоа досега не се случи.